Бавно и со двегодишно задоцнување се чистат и затвораат несоодветните депонии и ѓубришта во источниот и североисточниот регион. Иако постапката за расчистување на дивите депонии се најавуваше за крајот на јануари 2021 година, таа се одвива со бавно темпо. Трошоците за активноста беа планирани на 9 милиони евра, со кои треба да се отстранат купиштата ѓубре на нестандардните депонии од јавните комунални претпријатија, како и од дивите депонии на кои несовесните граѓани исфрлаат отпад на забранети локации. Со активноста е планирано да се исчистат несоодветните депонии создадени на териториите на општина Чешиново, Облешево, Зрновци, Карбинци и Старо Нагоричане, а целосно затворање на депониите во Кратово, Крива Паланка, Пробиштип, Виница, Берово и Македонска Каменица. Според планот, затворањето на депониите и ѓубриштата треба да се реализира во две фази. При тоа во источниот регион се регистрирани 12 несоодветни депонии и дури 72 диви ѓубришта. Во меѓувреме, диви ѓубришта се создаваат и во спортско-рекреативниот центар Пониква, поради што во средата се одржал и состанок во хотелот Амор на кој присуствувале градоначалниците од општините кои што припаѓаат на територијата на заштитеното подрачје Осоговски планини. При тоа се разговарало за проблемите со дивите депонии во рамки на заштитеното подрачје и барањето решенија истите да се отстранат. Носител на активноста за реализација на регионалната депонија во источниот регион е Министерството за животна средина и просторно планирање, кое веќе избра две компании од Германија и Турција што ќе работат во североисточниот и источниот регион. Според планот, депонијата и ѓубриштата треба да се затвораат по 3 модели, односно локациите на кои е депониран отпад помало од 3000 метри кубни, треба компаниите што ќе се ангажираат да ги исчистат, а ѓубрето да се премести на постојните несоодветни депонии. Другите локации на кои што е напластен отпад во количество до 10.000 метри кубни, планирано е да се затворат и покријат, без систем за собирање на биогаз. За поголемите депонии со над 10.000 метри кубни отпад, каква што е депонијата во Кочани, работите опфаќаат целосно затворање, стабилизирање и покривање со систем за собирање на биогасот. Новоформираното граѓанско здружение за наше Кочани одржа јавна трибина, на која беа промовирани неговите програмски определби, главно за решавање на проблемите во локалната заедница. Во обраќањето пред граѓаните, председателот на здруженијето Владимир Данилов нагласи дека тоа ќе действува според примерот на слични здруженија што веќе работат во Куманово, Прилеп, Крушево и Тетово. При тоа не ги криеше амбициите и за политичко действување. Гледајќи како Македонија се уназадува во изминативе 30 на години и незадоволни од системот, решивме да се приклучиме на концептот на здруженија на граѓани кои почна од Куманово, па се проширија во Прилеп, Тетово, Крушево. Денес во Република Македонија, во нашиот роден град Кочани, основаме здружение на граѓани за наше Кочани. Значи, целта на здружението на граѓани за наше Кочани ќе биде да привлечеме што може повеќе граѓани кои сакаат Македонија да ја видат економски развиена, стабилна, со просперитетна младина, без корупција и со зачуван идентитет. Значи, активностите на здружението на граѓани ќе бидат координирани со активностите на сите други здруженија на граѓани во Македонија со една цел да обезбедиме една атмосфера која ќе придонесе за подобро утре на сите наши граѓани. Пред присутните зборуваше и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој истакна дека на граѓаните им се потребни нови можности за излез од лошата состојба во државата, зашто виновни според него се политичките субјекти кои ја воделе досега. Силно ја поддржувам, како човек пред се, како граѓанин на Македонија, оваа иницијатива и дојден сум на нивна покана да ги споделам моите искуства и нашите искуства од Куманово заедно со граѓаните на Кочани, како тоа и на кој начин да се организира ова здружение. Целта на ова здружение е првенствено да работи во интерес на граѓаните, да ги унапредува правата на граѓаните и секако да се организира и во Кочани и на ниво на државата и на следните парламентарни избори во форма на одредено граѓанско движење со политички презнак да учествува на редовните или предвремените парламентарни избори кога и да се, да понудиме реални политики на граѓаните и верувам дека ќе добиеме таа поддршка бидејќи ние знаеме, можеме и умееме и првенствено сме со граѓаните заедно со нив планираме да ги менуваме нештата.
Граѓаните кои присуствуваа на трибината на промоцијата на Сдруженијето за наше Кочани имаа можност да постават прашања за начинот на неговото дејствување, како и за решавањето на одредени актуелни проблеми и случувања на локално, но и на државно ниво. Сдруженијето на пензионерите од Виница ја почна постапката за избор на ново раководство, со оглед што според статутарните правила 4-годишниот мандат на актуелното истекува во втората половина на идниот месец. Иако обврската е изборите да бидат распишани на 30 дена пред истекот на мандатот, со одлука на извршниот одбор тие се распишани уште на 1 февруари. Веќе тече постапката за избор на делегати во ограноците на Сдруженијето. Во своите редови Виничкото Сдружение на пензионери има околу 3500 членови, со право да учествуваат во изборната постапка. Имаме 8 ограноци во селата Градеч, Истибани, Јакимове, Драгобрашче, Трсино, Блатеч и во Виница имаме 2 огранока, Исток и Запад. Ограноците бират делегати. Во Виница, Исток, Запад, со одлуката треба да се изберат по 6 делегати. Градеч избира 1, Истибани избира 2, Блатеч 3, Драгобраште, Јакимово и Трсино по 1. Тоа се 21 делегат. Тие 21 делегат на конститутивната седница избират уште 2 делегати по основ на запазување национална, родова и образовна структура. На конститутивната седница, чиј датум дополнително ќе биде определен, делегатите кои ги представуваат ограноците треба да го изберат новиот председател, членовите на извршниот одбор, како и делегат во Републичкото собрание на Сојузот на пензионери. Виничкото Сдружение на пензионери според бројот на членови има право на избор на 1 делегат што ќе го представува на државно ниво. Дел од членовите на Сдруженијето деновиве реагираа за начинот на кој тече изборната постапка. При тоа упатија забелешка дека председателот не треба да присуствува на собирите што се организираат во ограноците. Причина за забелешката е што тој може да влијае на постапката. Изборите се распишани, председателите на ограноците закажуваат седниците и со одлука на извршниот одбор, а и денес имаме исто седница, треба да го потврдиме тоа, на изборните, на тие собирите во ограноците, треба да присуствува председателот на Сдруженијето. Јас сум актуелен председател и треба да присуствувам таму. Тоа е се. Значи, за сега има некои проблеми што се јавуваат, меѓутоа на денешната седница на извршен одбор ќе ги разгледаме тие проблеми и ќе донесеме одлука како да постапуваме понатаму. Данилов истакна дека очекува изборната постапка да помине без поголеми проблеми, а веќе во март да биде познато кој ќе раководи со Сдруженијето на пензионерите во Виница. При тоа нагласи дека се повлекува од досегашната функција и нема да се кандидира во изборот за нов председател. Редовна акција за крводарување, трета во рамки на планот за оваа година, организираше Општинскиот Црвен крст во Кочани. Одзивот на граѓаните беше солиден, а собрани се 24 крвни единици. Во акцијата учествуваа 22 мажи и 2 жени, од кои 11 дарители беа млади до 30 години, додека тројца по прв пат дадоа крв. Од Црвениот крст оценуваат дека тоа е добра најава за успешно исполнување на планираните количини крв за оваа година. Акцијата се реализираше во просториите на Црвениот крст во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. До моментот имаме дарувано 22, имаме соберено 22 крвни единици. Очекуваме некаде, затоа што сега пак акцијата уште е во тек, некоја бројка околу 30 крвни единици. Не радува фактот што денеска исто така имаме посетеност и од доста млади луѓе кои даруваат крв, а исто така имаме и првократни крводарители. Собраните крвни единици се транспортираат во Институтот за трансфузиона медицина, а оттаму по потреба до клиниките каде што се изведуваат оперативни зафати или има потреба од крв и крвни продукти. Следната крводарителска акција, Кочанскиот Црвен крст, ќе организира на 1 март во соработка со Одделението за внатрешни работи во Кочани.
Одличен интерес за учество на зимската рекреативна трка Чупино Вертикал, што в недела ќе се одржи на падините на планината Плачковица, а која има меѓународен карактер. Од Сдруженијето Running Squad од Виница, која е организатор на трката, информираа дека при крај е рокот за пријавување на учесниците. Според досегашниот интерес, планираната бројка од 150 лица е скоро пополнета. Стартот на трката е предвиден за внедела во 10 часот од центарот на Блатец, а ќе се трча до врвот Чупино на 1680 метри надморска височина. Патеката е со должина од 5500 метри и висинска разлика од 1030 метри. Се работи за трка во дисциплината вертикален километар, во која надпреварувачите треба да искрачат висинска разлика од 1000 метри во должина од максимум 5 километри. При тоа дозволената одстапка е 10%. И покрај тоа што трката е предвидена за искусни тркачи, планинари и алпинисти, сепак со подобрувањето на временските услови се очекува релативно помал напор да имаат учесниците и лесно да ја поминат патеката. Прогласувањето на победниците е закажано за околу 14 часот во Блатец, каде по завршувањето на трката ќе има забава, топли пијалоци и храна за сите учесници. Традиционално, покровител на трката Чупино Вертикал е локалната самоуправа на Виница, а финансиската поддршка е обезбедена и од локалните компании.